Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, срушени пешачки мостови, откопани темели на постојните мостови, каварисани електрични и кабловски инсталации, наноси на земја и песок, уништени делови од кејот и коритото на реката, расфрлани рачни мешалки за бетон. Граѓаните од централното градско подрачје на Штип, од левата страна на река Отиња, останаа и без струја. А од денеска Штип нема ниту чиста вода за пиење. Ова се резултатите од погрешните приоритети и неквалитетните проекти на ВМРО ДПМНЕ и градоначалникот Илчо Захариев во Штип. Иако најава капитален објект во Штип за проектот регулација на коритото на река Отиња, граѓаните до денес не знаат дали има одобрение за градба, колку чини инвестицијата, кој го гради и кој е надзорот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најдобронамерно укажуваше за неквалитетното работење на објектот. Сега, градоначалникот Захариев и ВМРО ДПМНЕ треба да им објаснат на граѓаните зошто така наречениот капитален објект се изведуваше без основен проект, ревизија на истиот и без градежно одобрение. Зошто се изведуваше без хидраулична пресметка за количините на вода што треба да протечат и без статичка пресметка на зидовите. Според Захариев, коритото требаше да прибере 100-годишни води, а вчера се случи порој. Во цел Штип немаше проблеми по улиците, по отворените канали. Проблемот настана само во коритото на река Отиња и тоа не по цела должина, токму на оној дел каде што беа извршени интервенции од страна на локалната самоуправа. Граѓаните ја плаќаат цената на погрешните политики на ВМРО ДПМНЕ. Кој ќе ја понесе одговорноста за настанатата штета? Колку пари на граѓаните од буџетот на општина Штип вчера однесе река Отиња како резултат на нестручната регулација? Дали надлежните инспекцијски органи ќе излезат на лице место и ќе направат увид на постојната состојба на отвореното градилиште река Отиња? Каде е градоначалникот Илчо Захариев? Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз е потполно спремен да пружи секаков вид на помош за штетите што настанати по повод вчерашните поплави. Ви благодарам на вниманието. Замоти кабел.